Струмичкото поле полека ја губи плодната почва. Анализите на земјоделските експерти покажале дека се помали се количините хумус, што доведува до проблеми со квалитетот и родот на земјоделските култури. Професорот од земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип Душан Спасов вели дека низ долгогодишното производство фармерите не воделе сметка за составот на почвата. Затоа што нашите површини се и такако веќе на начин истрошени. Од сите анализи до сега што ги имаме направено, барем тука во Струмичкиот регион, па и пошироко во Македонија, а секаде отсуствува хумусната материја. Значи, органската материја, односно хумусот е многу мал процент веќе застапен, што значи дека во текот на тоа долгогодишно производство не се водело сметка за зачувување на плодноста на почвата. Тоа се прави, значи, зависно на колку години, со агрохемиска анализа на почвата, да се утврдат достапност, односно недостапност на некои елементи и на органска материја, и на тој начин да се додава, значи, тоа што фали да се додаде, за да може нивото на хумусот и на некои хранливи материи во почвата да остане на одредено ниво, да не дојде испод тоа ниво. Веќе кога ќе дојде до испод тоа ниво, рачуните дека имате деградирани почви тешки за обработка, а уште потешки за култура. Кога еднаш ќе се изгуби вреќањето на почвата во поранешната плодна состојба е долг и мачен процес. Во меѓувреме штетите по земјоделството ќе бидат големи, Децидене Спасов. Значи, како и тоа влие врз целокупен тој систем на одгледување, тоа што го реков, врз систем на одгледување кој ќе придонесе за намалувањето на вкупните приноси кај културите. Значи, потребно е, но кој тоа ќе може сега да го направи, не знам. Значи, со зголемувањето на внесувањето на органска материја во почвата. Секоја година или на 3 до 4 години, зависно, реков, од културата, зависно од типот на почвата. Потоа, значи, додавањето на недостаткот на хранливите елементи, кои што се потребни за културата, за одреден број на хранливи елементи пак како резерва да остануваат во почвата, значи да се намали, односно да се зачува тој хранлив потенцијал на самата почва. Да не дојде да почвата ја искористиме до максимум, односно елементите да дојдат до минимум, и да после многу тешко ја враќаме таа почва. Или се потребни многу повеќе инвестиции за да ја вратиме таа почва до некоја плодност и до некоја нормала која што ќе направи да имаме колку толку едно подобро производство. Тој додава дека една од причините за неповолната состојба во земјоделството е токму и ова, недостатокот на доволно хранливи материи во почвата.